почитувани гледатели и гледателки, драги пријатели и пријателки, трагатели и трагателки. Еве не, во четвртата емисија од втората сезона на Потрага по вредности. А мои соговорници се постојаниот колега, соговорник и соуредник на оваа емисија, отец Ивица Тодоров. Поздрав, Дуле. И мојот денешен втор соговорник е магистар Томчо Ширко. Ние се договоривме, значи, за оваа емисија ќе зборуваме за вербата и надежта, меѓутоа се надевам и дека љубовта нема да остане во позадина, дека нема да ја заборавиме, меѓутоа тргнуваме од тоа во што верува и на што се надева човекот. Ти, Томче, имаш медицинско образование, научник си. Мислам дека модерниот човек многу повеќе верува во науката и во медицината отколку во нешто друго. Дали го делиш ова мислење? Па, релативно, не комплетно релативно, меѓутоа да, во Европа, да речеме, огромен процент на луѓе, поготово атеисти, агностици, голема вера и надеж, посебно надеж, полагаат во науката и медицинските науки. Меѓутоа, еве да земеме еден така показателен, илустративен пример од Австралија, тоа скоро го прочитав. Во Австралија има околу 100 етноси, може да замислите 100 народи, меѓутоа тие 100 народи имаат повеќе од 1000 вери. Официјално регистрирани, значи без култови, без официјални 1000 вери, верувања различни. И сега, што се, некои се цркви, некои се други муслимански религии, да, религиозни движења, меѓутоа можете да замислите дека 10:1 е односот. Значи, тоа е еден така показател интересен, кој што ни укажува на тоа дека е огромен бројот на сите оние институции, верувања во што се верува човекот. Меѓутоа, генерално да земеме, има повеќе подалби на тоа како луѓето во што веруваат и за некоја чисто да направиме подреденост на тоа во што се верува денешниот човек. Основни некои подалби се луѓето веруваат во материјализам, најголемиот дел се материјалисти или идеалисти. Оние кои што веруваат во материјализам веруваат дека се на светот и во универзумот зависи од материјата, односно нејзиниот сооднос материја и енергија и нивните хемиски и физички интеракции, дека таа создава живот, таа го одржува животот и така натаму, а пак идеалистите веруваат во светот на идеи, односно некоја возвишена мисла или возвишена идеја, без разлика таа дали доаѓа од човек или од некој друг, од Бог, меѓутоа сепак идеите го движат универзумот и свет. Друга, например, интересна подалба во што луѓето веруваат, посебно и се надеваат, е, например, хуманизмот, односно човекот како централно битие на тоа верување и таа надеж, односно човекот верува дека нема надворешни спасители, сето тоа лежи во него и тој самиот ќе изнедри и решенија и подобар живот и така натаму. Спротивно на него е теизам. И сега има различни теисти, монотеисти, политеисти, различни шамански култови и така натаму. Во сега зависно од тоа што не секој пат кој ќе кажеме теисти не се верува секој пат во еден бог. Значи има различни богови и многу интересно, меѓутоа фрапантно е тоа што да речеме и хуманизмот и теизмот имаат еден заеднички момент кој што за жал се преклопува во сатанизмот. Сатанисти има и теисти, има и хуманисти. Како што, например, Шантор Анталавеј. Многу широко ја фати темата. Може би неаме толку ни време, ни можности да одиме толку широко во верувањата и култовите. Меѓутоа, интересен има еден факт од Цивица. Според последното истражување, во Македонија околу 88% од луѓето веруваат во Бог. И сега интересно е од собственото искуство дали тие навистина веруваат и дали навистина е толку висок процент? Ја мислам дека било друго прашањето, дали се религиозни. Така. Значи една работа е дали некој е религиозен, така, односно дали има порив кон нешто трансцендентно или нешто што е од другата страна или метафизично, а друга работа е дали верува во Бог или дали верува конкретно во оној Бог што ни се откри и тоа откровение е запишено во своите книги на Стариот и Новиот Завет. Да. Но јас би сакал да проговорам малце за тој феномен на вера и феномен на надеж. Феноменот на верата и феноменот на надежта доаѓаат од сознанието дека ние сме ставени во време и времето има секогаш момент кој пред нас ни стои она што ние го нарекуваме иднина, која е за нас неизвестно.
Така. Значи, ние секоја живееме во сегашност, но живеејќи во времето, ние знаеме дека пред нас има некаква иднина. Така. И се надеваме на иднината. Така. И веруваме дека таа иднина ќе биде поразлична од нашата сегашност. Така. Значи, оттаму тој феномен. Значи, човекот има сознание дека е времено битие. Времено битие. Значи, нештата секојдневно се менуваат. И сега, таа свесност за менливост, таа свесност дека ние во овој живот се соочуваме со многу нешта кои баш не се онакви какви што ги посакуваме да бидат, ние затоа ја актуализираме надежта дека може нешто да се смени во нашето секојдневие, односно во нашата сегашност, затоа што ние секоја живееме во сегашност. Например, ако јас во денешната моја сегашност не се сложувам или не сум среќен со нешто, тогаш се надевам дека во утрешната моја сегашност, ако направам нешто, мојата сегашност ќе биде многу поквалитетна од моменталната моја сегашност. И отаму надежта дека нештата може да се сменат. Сега, целата философија или целата мудрост е во што ние треба да веруваме и на кого да му веруваме и во кого да имаме доверба, дека навистина тоа што ќе го направиме ќе има ефектива во нашата иднина. Така. Значи, верата и надежта се врзани нешто. Сега да бидам поедноставен, значи, ако јас на вистински начин сум осознал дека верувам, имам доверба во единствениот вистински творец, тој што е, не во некаква моја умисла, не во некаква моја субјективна приказка или некаква моја религиозност. Така. Значи, има различити религиозности. Секој човек има некаков порив и си проектира во однос на Бог некаква своја слика или така натаму и така натаму. Но сега, вистинскиот однос со вистинскиот Бог, со тој единствениот Творец, со тој што ни се легитимираше, што ни се откри, и тоа негово откривање е запишано во светите книги на Стариот и Новиот Завет. Ако кон него имаме доверба, тогаш, ако со него се споиме, тогаш тој нас ни ветува, доколку го направиме тоа што тој ни го открива како вредност и вистина, тогаш нашата иднина, односно сегашноста во нашата иднина ќе биде сменета на добро. Така. Доколку ние во него немаме доверба, или не го признаваме, или го негираме, или така натаму и така натаму, а сакаме нешто да смениме, нешто не ни се допаѓа во нашата реалност секојдневна, ние може да актуализираме некои други модели под наводници вредности и вистини, мислејќи дека тие ќе ни помогнат и ќе ни направат да ни биде подобро во животот, може тие нешто да ни направат уште полошо да се чувствуваме. И сега да бидам најконкретен. Значи, единствениот најсуштински феномен и страв со кој се соочува човекот е проблемот на смртта. Така. Дали сме ние бесмртни или сме смртни и конечни? Сега, кој мене може да ми гарантира дека јас имам смисла во моето постоење и со моето постоење и во овој свет, и во времето на овој свет, и во вечноста? Кој? Човек не може да ми го гарантира тоа. Може само оној кој е творец на мојот живот. Сега јас, ако во него имам доверба, тогаш довербата во однос на него, односно верата моја во однос на него, ќе го исполни мојот живот во вистинска смисла на зборот, со вистински вредности, со вистински смисли и вистини, и додека сум во овој свет и во вечноста. Затоа што тој ми гарантира и тој ми покажал и докажал. Тој покажал и докажал во времето на овој свет, дека учествува во животот на овој свет. Например, пророштвата на пророците од Стариот Завет. Тие пророкувале за доаѓањето на Месијата, за доаѓањето на Христос, и тој доаѓа во овој свет. Потоа Христос ветува нешто и тоа го исполнува. Например, тој на апостолите им рекол дека ќе биде распнат и ќе воскресне. Кој од нас може тоа, Радушко? Така. И дури апостолите, апостол Петар дури и онака, што велиш, Господи? Да како, немој ти, така натаму и така натаму. Во смисла, ќе те спасиме, нема да дозволиме тоа. Човечки реагира, хуманистички, што би рекол Томче, оди по логиката на овој свет, без да разбира таа вистинска смисла на мисијата на Спасителот. И Христос дури му вели, бегај од мене, Сотоно, бегај од мене, хуманисто еден, бегај од мене,
Ти кој само човекоцентрично, оној кој размислува во затворениот систем на времето на овој и ваков свет. Так. Значи, ние, ако се затвориме во овој ваков свет и во времето на овој ваков свет, тогаш ние ќе тониме во апсурд и во бесмисла. И сите филозофски системи, сите идеологии кои се темелат на времето на овој ваков свет и за времето на овој ваков свет и сакаат да ни го направат поубаво времето наше во овој ваков свет, сите тие идеологии одат кон деструкција, одат кон разорнување на сите од Бога благословени хармонии, убавени, добрини и здравости што тој ни ги благословил, ние одиме во деструкција. Но доколку имаме вистинска вера во вистинскиот, тогаш ние имаме вистинско оправдување да се надеваме на тоа што тој ни го ветил и за овој живот и во вечност. Онака се е релативно обрадушко и се е бесмислено. Така. Томче, интересно е дека луѓето, како што кажав претходно, формално имаат вера. Нели секој во нешто верува. Некој верува во земни нешта, а нели оние што се подлабоко или мислат дека подлабоко размислуваат за нештата, веруваат во нешто што е повисоко, поголемо и бесконечно. Интересно е дека еден афоризам сега се потсетив, вели, ако твојата вера не е доволно силна да те донесе во црква, тогаш сигурно нема да биде доволна да те однесе во Царството Божие. Дали се согласуваш, Томче, ти со ова? Да, сосема се согласувам, затоа што верата е многу битен момент, поготово издржана вера, и вера темелена на, како што рече отецот, работи и нешта кои што го положиле тестот на времето. Да. Знаете, сега има вери и односно религии кои што се стари 20, 30, 50 години, додека е култот, односно водачот на култот жив или додека тој презентира некои своји вештини. Меѓутоа друго е сега, например, за некоја вера која што трае 2000, 3000 години. Така да мислам дека тој е битен момент да верата... Или почетокот на светот, како што е христијанството, токму така. И сега, така да мислам, многу битен момент е начинот во кој што луѓето веруваат и директно од верата и од надежта произлегуваат и вредностните системи на луѓето, односно моралот на луѓето, тие се неминовно поврзани. Отецивица ја спомна смртта како една граница, како една црта. Значи многумина дел од луѓето до тука верува, до смртта и тука им е. Знаете како сега да ги поврзам овие две нешто што ме прашавте на почетокот за медицината, односно не само медицината, него секоја наука, и од фармакологија и фармација, па и математика, и порано што биле познати како алхемичари. Два основни проблема луѓето се занимавале во науката пред се. Едниот е како да станат богати, односно доловили од железо да произведат злато, и вториот како да ги надминат болестите и смртта. Меѓутоа, знаете што е симптоматично, што е интересно, значи, негде пред имаме 1100-1200 години, сега не е битно, се појавува еден алхимичар кој што тврди дека само што не го пронашал лекот за смртта. И ние секој дневно, значи, во тоа го има во 17 век, во 19, во последно време, значи од 2000-те навака, се почесто слушаме како само што не е пронајден, па трет хеликс на ДНК ќе направиме, па ќе ги замрзнуваме луѓето, па после 100 години ќе ги одмрзнуваме, Волт Дизни е замрзнат и така на така. Значи, постојано човекот чезне под тоа да нема болка, односно да не го боли, физичка болка да нема, тоа е огромна потреба, и втората потреба да ја надмине смртта. Меѓутоа, за жал, се уште покрај сите тие ветувања само што не е најден лекот за смртта, јас би отишол еден чекор понатаму, не само што науката, без разлика колку и да се развива, колку и да била развиена во тие претходни некои длабоко во предпотопниот свет, многу јака била науката, имала вакви такви лекови. Никој пат човек, никој пат наука, никој пат идеолошки систем не може да понуди лек за смртта, едниот момент, а вториот момент што е уште побитно, што не знае што е животот. И немате уопштена дефиниција. Има преку 50-60 дефиниции за тоа што е живот, меѓутоа нема една конкретна издржана дефиниција што е тоа живот. А камо ли ти да го создаде? Знаете уште во 50-ти години кога се пронашла ДНК нишката на ДНК и РНК, се тврдело дека веќе ќе може да се создаде живот. Да се интервенира. 65 години ние не можеме да зачнеме нешто било што. Значи едноставно тоа науката и идеологиите без разлика колку да се мокни развиени не можат. Сега за после смртта има најразлични верувања, најразлични толкувања, многу вистински издржани вери, меѓутоа има и
култови разни секти, кои што најчесто на луѓето повеќе им штетат таа надеж кој што они се надеват, отколку што им користат. Тоа е злоупотреба на надежта. Така, тука имам едно прашање за отец Ивица. Сега ми текнува за пирамидите, нели, што ги граделе фараоните. Некои научници мислат дека тоа го правеле со присилен труд и така натаму, меѓутоа некои тврдат дека луѓето тоа го правеле со верба. Верувале дека фараонот кој ќе го погреба таму на одредено место и ќе го лансираат кон одредена точка во небото, каде што тој ќе воскресне и заедно со него ќе воскреснат сите што тоа го граделе. И сега тоа е да речеме едно верување. Ери фон Денике на го читам. Да, меѓутоа интересно е дека негово толкување, да. Да, дека нема ни еден доказ дека некој од фараоните навистина воскресал. А ние христијаните имаме многу докази за тоа дека единствено Христос успел тоа да го направи, да воскресне и дава ветување дека заедно со него ќе воскреснат. Но има еден друг момент. Тоа е дека тие древни народи, сега, она што ние го имаме како библиска вера, односно како Божјо откровение, е запишано во светите книги на Стариот и Новиот Завет. Ја често тоа го повторувам, односно тоа е Светото писмо. Значи, во тоа Божјо откровение учествувале конкретни луѓе од конкретен историски период. Така. И сега мора да се прифати фактот дека после потопното човештво, кое се формира во тој простор на плодната полумесечина, Тигар и Еуфрат, така натаму, сумерите, вавилонците, египтјаните, тоа се најдревни цивилизации. Так. И кога ќе се запознаеме со верувањата, со надежта на тие древни цивилизации, воскресението таму е факт. Така. Сега, тие како после тоа, пошто они сепак не биле и ја немале директната нишка на Божјото откровение, сепак ехото на таа вистина останала кај нив. Така. Ехото на таа вистина останала, да. Иако они на еден начин, тибетанската книга на мртвите говори за целиот тој процес што душата го поминува кога заминува до овој свет. Но тие исто така верувале и во воскресението на телото. Така. Тоа е значи верата што всушност на еден начин првин ја има израелскиот народ како старозаветен народ Божи, значи верата во воскресението, дека на крајот на времето на овој ваков свет. Значи овој ваков свет ќе има свој крај. Значи крајот на времето на овој ваков свет. Значи при второто Христово доаѓање и на крајот на времето на овој ваков свет ќе настапи воскресението на мртвите. Што значи тоа? Тоа значи дека Бог, нашиот Творец, ќе ги пресоздаде нашите тела и нашите души повторно ќе ги спои со нашите тела. Значи тоа е она што ние го нарекуваме воскреснување или пресоздавање или раѓање за вечен живот. Така. Значи тогаш ќе започне. Ние до тогаш само се подготвуваме за таа вечна состојба. И Христос е историскиот сведок. Значи со историски настан ни сведочи за оваа вистина. Затоа што тој воскресна и тој е првородените од мртвите. Значи тој вкуси смрт, но воскресна. И на целото човештво му покаже и докаже дека тој има силата на животот во себе. Тој е животот. Така. И дека тој, ако имаме вера и надеж во него, ќе не воскресне, и ако имаме вера и надеж во тие вистини вредности што тој ни ги открил како вистински осмислувачи на нашиот живот и за овој свет и за вечноста, доколку се исполнуваме со тие вистини вредности, доколку стекнеме светост или состојба на спасение, или се бориме и го градиме нашето ова спасение како дар на Христовата искупителна жртва, тогаш ние како Христови ученици, како членови на неговото тело, како членови на неговата црква, на последниот ден на овој ваков свет ќе се надеваме на воскресение, ќе се надеваме на добар одговор на неговиот страшен суд и ќе се надеваме на вечно постоење во Царството Божјо. Значи, и таа наша надеж ние не ја темелиме на некаква философија, на некаква спекулација, на некаква игра. Ние таа надеж ја темелиме на конкретна историска личност и на конкретен историски настан. И на неговото раснување на крстот, и на неговото воскресение, и на неговото вознесение, и на еветувањето на Светиот Дух. Сето тоа се исполнило, па ќе се исполни и ова. Така, интересно е дека Исус Христос вели кон своите ученици, каде што сум јас, таму сакам и вие да видите. Значи, ако важило тогаш за учениците од неговото време, тоа важи за учениците нели од сите времиња. Па тоа важи за сите, да. За сите, и за сите луѓе, за сите народи. И интересно е колку друг
друга историска личност нема дадено вако ветување. Меѓутоа, се уште мислам дека луѓето, барем модерниве луѓе, многу повеќе веруваат во некои ветувања празни, отколку во едно вако ветување, што е подкрепено и со историски факти, што е подкрепено и со записи, подкрепено е што влезено е во Светото писмо, меѓутоа сомнежот се уште останува. Како да се надмине тој сомнеж што можеби доаѓа од некоја негативна, ќе поразбориме и за тоа од каде доаѓа сомнежот и како да се има верба и доверба во ова ветување на Исус Христос? Па многу едноставно, како што рече отецот, затоа што се претходно што било кажано, значи до детали, до јота, до точка се исполнило. И сите тие претходни пророштва на многу свети луѓе, на многу пророци конвергираат точно во личноста на Исус Христос. Тоа не може да биде случајно. Што е исто многу битно, за разлика на пример од ветувањата кои што ги дал Буда или кои што Мухамед некои многу битни закони ги проповедал така натаму, нема сведоштво. Овде има сведоштво и беа присутни 40 луѓе, беа 70 луѓе, 500 луѓе на свадбата, вода, вино и така натака. Значи има сведоштва од луѓе, живи кои што во тоа време биле. Пробајте вие да фалсификувате, што викате со маловерие се приоѓа. Да, свесни сме се дека со маловерие. Меѓутоа пробајте вие да фалсификувате во денешна свадба. Некој да има 500 луѓе присутни. И сега еден да рече ја претвори водата во вино. 400-200 луѓе ќе се кричат, не лажи, јабев, не ја претвори. Значи не може тоа имаме фактички докази. Кои што меѓутоа знаете што е многу битно. Или воскреснувањето на Лазар, тоа пред уште повеќе илјадници луѓе го виделе, да според некои 200, според некои повеќе илјади луѓе и така. Сега што е многу битен момент? Многу битен момент е дека луѓето веруваат најчесто во тоа што сакаат да веруваат. Така. Тоа е многу интересен момент. Што им одговара. Така. И во крајна линија што е полесно. Знаете, еден од мислителите вели што им одговара на нивните страсти. Так, сите овие вери, сакав да кажам дека сите овие вери, сите овие надежи, значи може да се насочат во една, пенетрират односно во две точки. Едната точка е вера во хедонизам, и вера во конзумеризам. Ќе умреме, што рече ти, до смртта, затоа сега што можеме? Повеќе да потрошиме, повеќе да се забавуваме, повеќе, условно тоа се нарекува квалитет на живот. Што поја квалитет на живот? Повеќе, многу и бескрај. Како што велат, допри го до небото, само небото е лимит и најдлабоките, нели, на планетава места. Меѓутоа, има и еден друг верување. Сега, тоа сакам да кажам, на овој систем на верување и надеж, луѓето кои што се наоѓаат, основна вредност во овој систем е парата. Односно материјалната. И се друго, вклучително и човекот, овдека е само цел, односно начин како да се дојде до повеќе пари. Штраф во машината на производство на пари. А за разлика од другово верување, во кој што е еклатантен пример православното христијанство, човекот, односно човекот кој што се стреми да биде, да се обожи, да стане Бог по благодат, односно да се приближи колку е можно до Бог, човекот кој што треба да стане Бог по благодат, тој е највисоката вредност. Добриот човек е највисоката вредност и сите останати. Знаете, овој претходниот систем, човекот го нарекува вирус кој што се размножува и ќе уништи планетата, човекот го нарекува ништожно битие и така натака. А за разлика од овој систем, како што е православното христијанство, човекот е највозвишена вредност, односно драгиот камен во круната на Творецот. Така. Ова убаво го кажа, отец Ивица сигурно ќе се надоврзе. Јас имам тука едно прашање. Само нешто да сега додека зборуваше братот Томче, околу тоа кој што избира во животот, каков тип на вера и каков тип на надеж и така натаму. Пред некој ден видов на Facebook една убава карикатура. Говорник и вели вака, го слушаат луѓе и вели вака: кој сака да одиме во нови промени? И сега сите дигаат рака и дигаат упаници и така натаму и така натаму. И потоа има нова сцена. Кој сака да започне да се менува сами од себе си? И сите ги веднат главите надоле. Значи, вистинската вера во вистинскиот Бог, односно вистинската добера во вистинскиот Бог, во вистинскиот Творец на животот, кој не само што го создал животот, туку и знае кој е смислата на постоењето. Тој не само не создал, не само ни дал живот, туку имаме и смисла, имаме цел. Затоа што кога говориме со разни представници или верници во еволуционизмот, кои велат да вие може верувате во Бог, во некаков Творец и така натаму, ние не веруваме во Творец, нема Творец, ова е се случајно.
Значи, случајни игри кои потикнале случајни контексти, мешавини на некои случајни елементи и тоа од некаква најпроста форма почнало полека да се гради некаква органска материја, многу интересно како оди тој процес. Примордијална супа, така наречена. Да, тоа може секаков термин да става, но кога ќе го видиме синџирот на ДНК, РНК, значи кога ќе видиме целата таа мистерија на животот, и тоа е таа органска, како да кажам, материјална, камоли духовната смисла и позадина на животот. Замисли тоа, Душко. Тука они не ни влегуваат. Значи, сега кога некој верува во тие нешта, тогаш најчесто сака да го менува светот, односно да го прилагоди светот на своите убедувања, на своите вредности. Значи, криминалецот би сакал целиот свет да биде криминален. Манипулантот би сакал целиот свет да биде изманипулиран и така натаму и така натаму. И затоа тие или разни идеолози или разни лажни верски учители кои зимат верски елементи, New Age, например. Тоа е, зимат верски елементи од вамо, таму и си прават некоја своја каша, така натаму религиозно. Или разни лажни христијански учители, кои го зимат своето писмо, денеска може да си го земе своето писмо, да си го купиш вамо, тамо, не е битно, ќе си земеш цитати од овде и од онде, а ова е своето писмо е книга со голем авторитет, и сега имаш многу наивни луѓе и почнеш да ги лажеш. И сега тоа е тој принцип, го менуваш светот, односно го прави светот според своите интереси, според твоите желби. Ама вистинската вера, брат Душко, не функционира така. Самиот Христос, самиот Месија, тој го смени светот, односно го спаси светот, што се жртвуваше себе си. Тој не повика да правиме револуција, да тече туѓа крв, во името на доброто, туку во името на доброто и во името на вистинскиот добар човек, во името на вистинскиот спасен човек од сотонското зло, од гревот, од духовната смрт и од телесната смрт, тој ја проли својата крв. Христијаните, вистинските Христови ученици се оние кои го прифатиле крстот Христов, ја прифатиле мистеријата и силата на жртвената љубов. Тие не менуваат други луѓе, тие самите се менуваат и менувајќи се, самите духовно растејќи, самите духовно усовршувајќи се, самите духовно осознавајќи ги особеностите и својствата Божи. Тој процес на Бого уподобување. И таквите луѓе кои стануваат вистински добри, таквите луѓе кои стануваат вистински свети, тие ги менуваат луѓето, но на кој начин? Со пример. Нивниот збор тежи, нивната добрина зрачи, вистината што ја говори тој човек има тежина, има смисла, има ефект градивен во општеството. И ние гледаме, говоревме многу пати и на минатите емисии. Целта на христијанството е да станеш свет. Кога ќе станеш свет, кога ќе му се приближиш на светиот и кога ќе се исполниш со светост или со светлина, како што вика еден учител на црквата, Свети Симеонови Богослов, вели вака: не е знаењето светлина, туку светлината е знаење. Значи, кога ќе му се приближиш ти на светиот, на светлината, на вистинскиот начин на постоење, вистинскиот начин на постоење ти дава знаење кое треба да го пренесеш на другите да стекнат таква состојба на постоење. И тогаш се менува, брат Душко. Значи, сите ние сме повикани од Христос во силата на Светиот Дух и во црквата на внатрешна преобразба, на внатрешна духовна револуција. Така човештвото се прави подобро, така животот на луѓето се прави поквалитетен и така нашето постоење во овој свет добива смисла. И од таму ние добиваме сила да се бориме против силата на отпаднатоста, против силата на злото и суровоста на овој вако свети век. Така. Томче, ти дали се сеќаш во претходниот систем, во поранешната држава, имаше еден голем хит кој се викаше "Верувај во љубовта". И таа беше многу интересна мелодија, мене уште тогаш многу ми се допаѓаше, затоа што на некој начин прокламираше дека ние луѓето треба да веруваме во љубовта. А Светото писмо вели Бог е љубов. Значи на еден индиректен начин песната вели верувај во Бог, затоа што изворот на љубовта е Бог. Значи, меѓутоа луѓето често се фаќаат за некои формални работи, а ја забораваат суштината. Како
Како тоа произлегува? Зошто луѓето толку бегаат од суштината, а влегуваат во формата? Си размислувал ли за тоа? Да, имам размислувано за тоа, затоа што, знаеш како, ако живееме ние во суштината е многу длабока и може да се оди уште подлабоко. Луѓето најчесто сакаат да додат во ширина, не ќе додат во длабочина. Затоа што на ширината е безбедно, затоа што ако одите во длабочина, тоа повлекува консеквенции. Треба, што рече отецот, да се менуваш, треба да се откажеш од комфорот во кој што живееш, треба да се откажеш од некој свој предубедување, од некој свој постојано да се преиспитуваш. Или Христос што вели извадија гредата од своето око. Многу тешко се вади гредата. Многу тешко се вади гредата. И сега главната поента е што поготово во последниот век тоа крајно е, да речеме, детронизиран тие термини. Љубов, слобода. Значи, љубовта е веќе сведена на телесен интерес. Без разлика. И задоволство. Да, и задоволство. Дали е секс, дали е интерес, некој, знаете како, дури и пријателството е сведено на ниво на интерес. Сега, за жал, ние, например, еве, конкретно кај љубовта и пријателството, да кажеме, кога Сократ, еден од најумните луѓе воопшто пред старозаветни кој што чекореле по земјата, него дури му било откриено дека е најмудриот човек на светот, секој му открил, тоа е доста проблематично. Меѓутоа, земене како најмудар човек, кога го прашале што е највредно, рекол љубовта, меѓутоа љубовта е недофатлива, нешто што е материјално, што е опипливо овдека и сега, е пријателството. За жал, ние не знаеме што самиот термин пријателство означува. Значи, пријател е некој со кој што ти е пријатно. Пред се треба ние да ни се родителите пријатели. Треба семејството, сестрата, братот да ни се пријатели, па околината, па соседите. А најчесто не само што не ни е пријатно со нив, туку за жал во последно време ни станува и непријатно. Тие ни стануваат непријатели. Се може да замислите колку се девалвирани тие поимови, љубов, а вистинското значење на термините може да дојде само преку вистинското откровение. Сега се знае точно кој го открил тоа, како е тоа откриено. Меѓутоа, многу голем проблем е што луѓето веруваат и се надеваат на системи на индоктринација. Односно, се индоктринирани, за жал, и многу потешко, веќе кога едно од мало дете почува да се индоктринира, ние тоа го нарекуваме, за жал сме робови на терминологијата, образование и воспитание. Меѓутоа, ако одиме во самото значење на зборот, значи образование да се уподоби на нечиј образ, а не многу точно знаеме што вели Бог. Значи го создаде Бог човекот по образ и подобие Божие. Значи ние треба да тежиме кон тој образ. Значи тоа е образование, да некого го образуваш. А воспитание од старословенски е воспитати, односно да го нахрани. Воспита, пита, храни, да нахрани, значи да го нахраниш со животни вистински вредности, да тоа дете порасне, да тој човек утре биде нахранет со вистинските вредности. Ние за жал наместо воспитание и нахранување имаме индоктринација, разни мајмуноиди, хомоноиди, диносауруси 600 милиони години стари, и тие системи на индоктринација доведуваат до најразлични овие моменти на релативизирање, односно морален релативизам, што е љубов, што е слобода, што е, и доаѓаме до главниот момент каде што луѓето така индоктринирани најчесто не бараат решение на проблемот, има многу проблеми, него бараат кривец на проблемот. Сте приметиле, например, еве има судар на некои идеологии, фашизам и комунизам. И сега едната идеологија вика, ние ќе донесеме да нема сиромаштија. Ќе биде прекрасно. Другата вика, ние пак ќе направиме да биде нашата нација најмоќна, најдобра, мет и млеко ќе тече, рецимо во Германија или во Италија. Ама овие другиве се виновни. Не можеме да оствариме зашто вие се виновни. Овие се кочничари, овие грешат, тие прават. И не се решава, и најчесто цивилизацијата... Секој се бара виновникот надвор од себе. Виновникот надвор од себе и главниот момент, акцентот е кој е виновен. А не да се најде решение на проблемот. За разлика од тоа, Христос и православието нуди решение на проблемот. Така. Ова добро го кажа Томче. Интересно е дека во денешно време, барем кај нас, многу малку ги има декларирани атеисти. Од собственото искуство од Цивица, ти си парохиски свештеник, верувам дека многу малку луѓе ги има тие што не ги крштеваат собствените деца, што не се венчаваат во црква, што одбиваат света вода во своите домови да им однесеш. Меѓутоа, од друга страна, огромен е бројот на оние луѓе што само формално тоа го прават, а не навлегуваат нели во суштината и не го практикуваат тоа што Бог го бара од нас. Јас тоа го нарекувам користолюбив теизам. Значи, многумина прифаќаат постоење на Бог
но тој Бог треба да им служи на нивните потреби, желби, интереси. Так. Сега многу често, не само јас и многумина го користиме тој термин, значи тие Бог си го доживуваат како апарат за исполнување желби. Так. Значи, тоа е тука, не е битно кој и како, битно е да им исполни некоја нивна желба, да им оствари некоја нивна потреба, цели така натаму. Значи, тие не се предаваат на Бога, така, на неговата вистина, на неговите вера, ама вредности. нивната вера нема да биде спасовност на тоа. Хористолюбива вера, тоа е интерес на прашање. Еве, пошто видиме во секоја емисија да имаме од Светото писмо, така, како еден цитат, ја навистина кога размислував што може во оваа тематика, која денеска обработуваме околу верата, надежта и довербата и така натаму, мислам дека најдобро е ова, да ги цитираме овие Христови зборови, што се запишани во Светото Евангелие според Јован во 14 глава. Самиот Христос вели вака: да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот Отец има многу места за живење. А да немаше, јас ќе ви кажам, одам да приготвам место за вас. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас при себе, за да бидете вие каде што сум и јас. А каде одам јас знаете и патот го знаете. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. А Исус му рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Сега, ова... Многу големи изјави се овде. Да, то се... Значи, кога Христос кажува некои нешта, некои вистини, тие се големи колку планини и планети. А особено па ова што го говори сега, како што ова е го моментот после воскреснувањето, да. Не, пред воскреснувањето. Значи, ова го говори на тајната вечера. Да. На тајната вечера и каде што он најдиректно говори со своите ученици. И он ми вели: да не се плаши срцето ваше. Значи, да не се плаши срцето ваше во однос на овој и ваков свет, затоа што знае со кои нешта се соочували и ќе се соочат неговите ученици, и неговите апостоли, и сите негови ученици до крајот на овој и ваков свет. До тој вели: да не се плаши срцето ваше. Имајте довера во Бога, во нашиот Отец Небесен и во мене, како ваш спасител, како ваш единствен учител, како оној кој е единствениот посредник меѓу човештвото и нашиот Небесен Отец. И потоа Христос и вели, вика: во домот на мојот Отец, сака да каже во таа вечна совршена состојба на постоење. Царството Божие. Царството Божие, да. Вика: јас одам да ви приготвам место, да. Значи, и сега замисли, тука тоа не може обичен човек да го каже, некој обичен пророк, мудрец или така натаму и така натаму. Значи, со која власт, со која моќ, уво спомна премалку братушко кога ја подготвувавме емисијата, дефиниција за Бог, оној кој има огромна моќ, но во исто време не ја злоупотребува таа моќ. Значи, Христос има огромна моќ. Тој е над просторот и времето, и во просторот и времето. Тој е заедно со Отецот и Светиот Дух, и преку Светиот Дух има допир во сите аспекти на нашето битие, и има увид во минатото, во еднината, во вечноста, замисли. И само тој може да каже. И сега, и само тој може да го исполни ветувањето што ќе го каже. Да вети, да исполни и да ти даде вистинска надеж, не некоја лажна надеж. Сега кога Тома ова го прашува: Господи, вика, знаеме каде одиш, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. А Христос им кажува, како не он цело време им кажува за патот. Сега, ама Тома бил таков неверен, проверувал дури после воскресението, да. И Христос ги кажува оние, можеби меѓу најтемелните негови изјави и откровение: јас сум патот, вистината и животот и никој не доаѓа до Отецот освен преку мене. Значи, Христос не вели вака: јас на вистински начин и ви потврдувам дека ви го откривам вистинскиот и единствениот процес кој треба да го поминете, тоа е тој пат, тоа е тој процес кој треба да го поминете, за да тој процес ве доведе до вистинското осознавање на вистината на постоењето каква што таа е. Значи, да ја осознаеме вистината на постоењето таква како што таа е. Значи, изворот на животот ни вели: ова треба сега да го направите, а тоа е целото Евангелие сега. Значи,
Значи, они го открива целиот процес, што треба се да направиме, за да ние дојдеме до осознавањето на вистината на постоењето таква како што таа е. Сега, кога ќе осознаеме вистината на постоењето таква како што таа е, ние разбираме смислата на животот. И затоа Христос вели, јас ви го откривам единствениот процес вистински кој ќе ве донесе до вистината, а вистината ќе ве всели во вечната совршена состојба на постоење, во бесмртноста, во животот кој нема да ви се одземе. Тоа значи тоа, јас сум патот, вистината и животот. Така. Една реченица која тежи колку цела планета. Колку целиот планетарен систем, колку целиот физички универзум, духовен универзум, пошто тоа го говори Логосот. Единородниот Син Божи, преку кого и за кого е се создадено што е создадено. И Христос на крај вели, само преку мене, само преку оној кој дојде во овој свет, а дојде од небесата, само преку мене и преку она што ви го кажав јас и го направи за вас, вие можете да остварите вистинска, животодавна, животодржувачка поврзаност со небесниот Отец. Тој што е центарот на постоењето, во сите димензии. Томче, има некои што веруваат вака. Да речеме, Бог е како една планина и тој се наоѓа на врвот на планината. И до Бог има различни патишта. Сега, Христос не вели така, дека до Бог има различни патишта, туку никој не доаѓа до Отецот, освен преку мене. Сега тоа може да биде за некои што имаат поинакво верување дека е малку претерано. Нетолерантно. Нетолерантно. И политички некоректно. Да, интересно е, меѓутоа, во една друга изјава вели Исус, ако сте ме виделе мене, сте го виделе Отецот. Значи, тоа е видливиот Бог. Ти, ако не го признаеш оној што е видлив, како ќе можеш да стигнеш до оној што е невидлив и неспознат? Нели, многу агностици можеби со право велат дека Бог е неспознатлив. Како ние луѓето ќе го спознаеме кога е тој толку огромен, толку бескрајен и така натаму, меѓутоа го имаме примерот на Исус. Така. Па точно, многу добро во Евангелието се вели дека никој не го видел Небесниот Отец, освен преку Синот кој што во неговото крило, кој што го објави. Так. Значи сега, многу е замаглена се до Исус, и па и денес оние луѓе кои што не веруваат во Исус, е многу замаглен самата личност и самата природа Божја, затоа што секој, тоа многу точно го кажа, има луѓе, јас сум разговарал, значи со луѓе од различни вери, таа тема ми е омилена, и знаете како, најчесто оние што се добри луѓе по природа, не ќе да се конфронтираат и што велат. А еден е Бог, сега ние различно го нарекуваме, има различни патишта како да стигнеме до него. И сега кога ќе ги прашаш ти зошто мислиш како е твојот пат, како ќе стигнеш до него, и они тука веќе не идуваат на проблем, затоа што едноставно луѓето не навлегуваат длабоко кои се тие патиштата. А како што рече Отецот, Христос многу точно има дефинирано дека јас сум патот, вистина и живот. И сега најчесто луѓето за жал залутуваат по тие патишта, и што е многу опасно, луѓето велат, едно од најопасните изјави воопшто во човештвото е таа, битно е да веруваш, па сега не е битно во што веруваш. Сега, тоа, например, ако ние, сега ја ако верувам, еве да речеме, има луѓе кои што се гојазни, најчест проблем на современото, и сега некој си е пуничок, дебеличок човек и отиде на лекар, му рече ти имаш многу здравствени проблеми, холестерол, срце, повишен притисок, некој го знае точниот лек, го знае точниот пат. Патот на твоето исцеление е вака, ќе држиш диета, ќе спортуваш, ќе трчаш, ќе јадеш марула, коприва, и он тешко му е дома, се тешко да трча, тешко ќе си отиде дома, битно е да си верувам. Јас ќе си јадам чоколадо, шлак, печено месо, битно си верувам дека ќе си ослаба. Дали ќе ослабе? Тука е главниот момент. Најопасна работа е луѓето што веруваат во нешто, а тоа нешто, за жал, не дава резултати. И што веруваат на некои, пак ќе речем, индоктринации некои, кои што траат, без разлика, може да се од многу јаки авторитети, или кои што го надживеале својот време простор, да речеме старозаветни, некои кои што во сега нов контекст се стават ситуации. Еве конкретен момент, еден познат, да речеме сега тој е рабин, Ибн Шатуб, мислам се вика, кој што човек е роден во Палестина, меѓутоа месијански евреин. Многу добра изјава има кажано, вика, нашето верување, без разлика дали е точно не доведе до оваа ситуација, знаеме на Блискиот исток како. Затоа што вика, ние се уште веруваме, вика, во идејата око за око, зап за зап. И кога го праша новинарот, вика, и добро, што допринесе таа идеја, вика, па после овие 4000 години, ние се уште веруваме во оваа идеја, допринесе да има се повеќе ќори луѓе и се повеќе беззаби луѓе. Затоа што око за око. Така, тоа Исус го кажува во едно од изјавите, ако нели така одиме, сите ќе останат слепи. Ете така. Значи битен момент е тоа дека на некои верувања, колку и да се проверени, колку кои се извадени од контекст, или кои што луѓето длабоко и силно веруваат во нив, меѓутоа не се издржани, не се проверени, едноставно не се вистинити, туку се полувистинити. Тоа е проблемот кај полувистината. Така. Интересно е.
што го кажа Томче, вели во полувистината, а и ти го имаш кажано и многу други мислители, проблемот е што човекот верува во погрешната половина од полувистините. А овој свет изобилува со полувистини. Единствената целосна вистина е Светото писмо и ветувањата што ги дава Исус Христос во Новиот Завет, Евангелието. Тоа е многу интересно околу полувистините, но не говориме за целосни невистини, за целосни лаги. Значи, полувистини има и вистина, ама таа вистина зошто служи? Таа вистина што манипулаторите, идеолозите, разни лажни учители што ја користат, тие ја користат како мамка за да ги намамат луѓето кон невистината. Лажните учители, лажните проповедници на Христовото Евангелие, разни луѓе кои прават култови околу себе си, така натаму, некоја секташка пропаганда и така натаму. Говорам за христијанството, не говорам за другите вери. Секој треба во својот двор да се гледа. Тие од почеток говорат вистина, говорат за Исус. Говорат дека тој е Христос, дека е Месија, зимаат цитати од Светото писмо и така натаму. И кога ги навлечат луѓето, потоа ги откриват своите агенди. Односно своите цели, своите желби, така натаму и така натаму. Сега, за разлика од полувистините и за разлика од хуманизмот, пред малку го спомнав тоа, многу луѓе реагираат позитивно во однос на хуманизам. Хумано нешто ги подразбира, ги асоцира на нешто добро. Навистина човеколюбие, да бидеш човеколюбив, да бидеш... Хуманизмот може со милосрдие да е поврзан со добри дела, така, ама идеологијата е... Комунистичката идеологија се повикува на човекот како мерило на се. Сега целата приказка е за кој човек правиме муавет. И многу често тука влетуваат разни тоталитарни, авторитарни, манипулативни типови кои создаваат своја идеологија и во името на човекот, и во името на хуманизмот и човештвото, го навлекува човештвото во сериозни беди, проблеми и страдања. Па историјата од 20 век е преполно со тоа. Со тие лажни идеологии, формирани од човекоцентрични системи кои направија страшно страдање во историјата на човештвото. За жал тоа веќе го гледаме и во 21 век. Сега, христијанството, црквата, под црквата е подразбирам едната света соборна апостолска црква, телото Христово, новозаветниот народ Божи. Христијанството не е хуманистичко, не е померката на човекот, туку померката на Богочовекот, померката на единородниот Син Божи, Логосот Божи, оној кој е совечен со Отецот и Светиот Дух, кој е Бог по природа. И тој, единородниот Син Божи, Логосот Божи, кој е Бог по својата природа, која споделува со Отецот и Светиот Дух, еден од троичниот Бог, тој ја прими човечката природа преку Дева Марија и Светиот Дух и влезе во овој свет како полнота на вистина, како полнота на светлина, како полнота на излез, како полнота на надеж, како полнота на вера и како полнота на цел на нашето постоење. И затоа христијанството е богочовечко. Ние се проверуваме со богочовекот, ние се проверуваме со Христос. Доколку било каква идеологија се спротивставува на тоа што Христос ни го открива како вистина. Вистина која е проверувана од Стариот Завет, значи од Адам и Ева до пророкот Јован Крстителот, па од Јован Крстителот, апостолите и така натаму, милиони светители на црквата Христова, Христови ученици во целиот свет. Сето тоа е проверувано, душко. Значи, она се што ни откриено од Бог е проверено. И сега ние се повикуваме на тоа што е проверено, откриено од Христос и проверено во реалниот живот. И затоа христијаните се мерат со Христос. Секоја идеологија е мерат со Христос. Доколку некоја идеологија е спротивна на вистината Христова, христијаните одбиваат. Доколку некаква човеколюбива или намамлива идеја за прогрес и така натаму, за човечки права, не знам таму, е спротивна на Христос. Ние христијаните сме противни на тоа, затоа што тоа е лага, отров која нуди некаков хипнотички момент на некаква вера дека нешто ќе се смени на подобро. Напротив, ние како човештво и ние како христијани и те какво сме осведочени од минатото,
Така. Во името на Христа, да знаеме да ги разликуваме работите кои во минатото предизвикаа страдање и болка во човештвото, кои и денеска предизвикуваат страдање и болка во човештвото и кои ќе предизвикуваат страдање и болка во човештвото. И затоа ние христијаните ја имаме и таа одговорност во овој ваков свет да бидеме светило на светот. Значи да бидеме опомена, да опоменуваме, да советуваме, но не да наметнуваме. Но ние сме тука да опоменуваме, да советуваме, да предупредуваме. И секој христијанин сушност е знак покрај патот. Така. Односно, знак кој треба да укаже дека некоја идеологија или некоја, не знам, таму агенда е погрешна, а патот кој води кон вистинското остварување на животот на човекот и во овој свет и во вечноста не може да биде надвор од Христовиот пат. Така, интересно е дека Исус вели широк е патот што води во пропаст и многумини одат по него. Да речеме, тоа е човештвото, отпаднатото човештво, а малку се оние што одат по тесната патека. Или кога вели за неговите ученици да бидат солта. Солта е многу мал елемент во одредено јадење, но многу важно. И меѓутоа, кога ќе се изгуби соленоста, тоа е за христијаните, за црквата, тогаш се пропаѓа. Модерното човештво полека, па и христијаните заедно со модерното човештво, како да ја губат соленоста? Имаш ли таков впечаток, Томче? Да. И како да се вратиме соленоста, односно тоа онакви какви што Бог не создал, што треба да бидеме? Точно, значи инструкциите, упатствата ги имаме во Библијата. Сега ги имаме поготово во Новиот Завет. И сега некој ќе рече, ама тоа ја го читам, многу е тешко, несватливо. Значи имаме сите детални упатства ги имаме, дури имаме и толкувања. Толкувања кои што ден значи презвитерите, епископите на црквата ни дават детални толкувања. Имаме светотечко предание, имаме старичник, има милиони толкувања детално образложено како ние да си ја запазиме соленост. Сега, кај солта, многу интересен момент. Значи, мислам дека не случајно Христос ја зема солта за тоа. Така, како елемент. Значи, како елемент. Вака да земеме, значи, солта како хемиски елемент е составена од двата, можеби, најголеми отрови. Значи, натриумот, вие ако чист натриум изедете, тој ќе ве спали, едноставно од себе. Ако земете чист хлор, хлорот е боен отров, солзи и така натаму. Меѓутоа, споен заедно, е најблагословена субстанција која дава вкус на секој јадење. И многу цецивица колку е важно медицинско образование да имаш, да направиш добра споредба. И многу битен момент е овие два елементи дека правилно кога ги употребувате и во правилна доза, дозирање, затоа што и така врзани, и правилно врзани како натриум хлорид, ако ги земеме во лош начин на дозирање или конзумирање, прават проблеми на бубрези, на вид, на полови органи и така натаму. Значи затоа е многу битно тој правилен процес кој што ни е опишан во Библијата, како да го дозираме и како да ја користиме солта. А несомнено ја губиме соленост. Така. Еве, ја завршуваме веќе оваа четврта поред емисија од новата сезона. Вера, надеж и многу убаво што завршуваме со она Христова порака, дека христијаните, луѓето со добра волја, луѓето кои мислат, луѓето кои работат на својот дух, на вистинските вредности, дават вкус на постоењето. Па нема подобар заклучок од тоа, брат Дучко, да секој од нас во сите сегменти во овој ваков наш живот, во овој ваков свет дава вкус, дава радост, дава смисла, дава убавина, дава творештво, дава градивност. Во овој ваков свет. Благодарам. Ова беше четвртата емисија од втората сезона Потрага по вредности. Мои денешни гости беа отец Ивица Тодоров и Томче Ширков. Ви благодарам за денешното гостување и се надевам за разговорот што беше интересен за мене. Се надевам дека тако беше и за нашите гледатели и дека во следната емисија ќе бидеме исто вака интересни, ќе фатиме некоја тема што има свој почеток во Светото Писмо, има свое место во Библијата, меѓутоа има место и во секојдневниот живот. Апсолутно, така. Благодариме и се надевам дека следните емисии ќе бидат уште пополезни за оние што не гледат и што не очекуваат да ги гледат нашите емисии. Благодарам.